В овие јулски денови нашата камера гостува во Охрид во пионерското летувалиште Сутјеска, што се наоѓа крај брегот на езерото. Тука се неколкуте згради, потонати во зеленило, дрвнатото игралиште, лулашките кои никогаш не се осамени, масите за пинг-понг, шаховските табли, песочната плажа и се разбира децата кои со својот жагор ја надополнуваат прекрасната летна слика. Децата околу 250 на број, дојдени се овде од Скопје, Тито Велес, Прилеп, Струга и Штип. Уште во првите денови на својот престој, тие се здружија меѓу себе, ги поделија игрите и радостите, на лицата им расцрта голема насмевка, малку поцрне од топлите милувања на сончевите зраци и езерската вода, а смената се знае, трае цели 15 дена, 15 незаборавни денови во друштво со своите врсници. Како тече нивниот безгрижен летувалски ден? Наутро, редовниот збор кај знамето, драгите зборови на нашата химна, потоа појадок, уредување на спалните соби, потоа игри, капење и пак игри. Динамичниот спорт пинг-понг овде има многубројни и вешти приврзаници, повезден тие одмеруваат прецизни удари врз зелената маса. Кога во некој ваков спортски дуел се води изедначена борба, крај масата има и публика која ги бодри надпреварувачите, навива за ова или она свој другарче, може би некој мечта и самиот да проникне во вештините на овој спорт. Децата што се тивки по природа, наоѓаат задоволство крај шаховската табла. Секој потек на фигурите по црно-белите полиња е значаен, може би е чекор поблизу до победата или поразот. Сепак, и поразениот шахист ќе добие своја шанса во следната нова партија. Фудбалерите ни овде не мируваат. Просторното игралиште ги нуди сите услови да се развие интересен фудбалски надпревар. А за да нема спорни моменти околу постигнувањето голови, направени се и стативи на кои стражарат голманите, собирајќи аплаузи за секоја успешна парада. Колку е резултатот? Зарем е важно? Денес победува една екипа, утре друга, важно е да се спортува. Лулашките се омилено качче за помалите дечиња, а капењето го сакаат сите подеднакво. Кога ќе излезат од водата, ситниот песок ги поканува на сончање, нудејќи им удобно легло. Потоа, напладне, следува вкусниот и богат со калории ручек, кој им ги враќа на децата силите потрошени во предпладневните игри. Спиењето пак ги закрепнува за сите попладневни другарувања. Долг е летниот ден, иако е исполнет со интересни мигови, тој е незаборавен. Одовде, од летувалиштето Сутјеска во Охрид, децата ќе им се јават на своите родители со кратка разгледница «Здраво, јас сум добар, времето е сончево, поздрав од еден Иван или Војче, Слободан, Мирјана, Цветко, Анета, од едно среќно детство што летува крај сините води на Охридското езеро».
се преселивме на падините на Скопска Црна Гора во одморалиштето Страхил Андасаров. Овде летуваат 145 деца од скопските основни училишта, а нивниот летувалски ден, иако те нема езеро, е мощно разновиден и занимлив. Планината уште наутро им е подарува на своите мали посетители свежина и чист воздух, малку подоцна и сонцето топло ги бакнува од сината небесна капа, а попладне сенките на околните дрвја се пријатно место за седенка и разговор. Во меѓувреме, другарување на цветните планински полјанки, фудбалска игра, каде мора да се внимава топката да не се стркала надолу, а публиката наблюдува искачена на ниските дрвја, растрчани групи деца со разни спортски реквизити или пак големо заедничко оро среде зеленилото. Be careful, his bow tie is really a camera. Кујната се знае се наоѓа веднаш до трпезаријата, а во трпезаријата по 3 пати дневно доаѓаат децата. Вкусната храна е сојузник со свежината на планината, тие заеднички им подаруваат на децата црвенило на обравчињата. Скопска Црна Гора, убаво катче среде планината, што во овие јулски денови беше украсена и со шарениот детски свет. Да, тоа се летувалците од втората смена, пред нив беа други, по нив ќе дојдат нови деца. Среќен распуст на сите. Mahabani me dor, rocka mandolina, dolana poro, moj tuce voga, mas mahabani me dor, vai, 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 gishtat me kajma, moj tuce voga, mas soban me lag, vai, 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 gishtat me kajma, moj tuce voga, mas soban me lag. Mandolina, dolana cerci, moj tuce voga, mas mahaban me se, rocka mandolina, dolana cerci, moj tuce voga, mas mahaban me se, vai, 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 gishtat me kajma, moj tuce voga, mas soban me lag, vai, 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 gishtat me kajma, moj tuce voga, mas soban me lag, rocka mandolina, dolana čarda, moj tuce voga, mas soban me lag, rocka mandolina, dolana čarda, moj tuce voga, mas soban me lag, vai, 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 gishtat me kajma, moj tuce voga, mas soban me lag, vai, 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 gishtat me kajma, moj tuce voga, mas soban me lag.
Planinski otubavec Pelister и годинава го почна летото придружувано детските гласови на своите најсакани посетители. Втората смена, мощна е бројна, вкупно 300 деца пристигна овде на 6 јули. Децата веднаш спонтано се запознаа меѓу себе и така разбра дека ги има од Битола, Тито Велес, Струмица, Скопје и Штип. Сместувањето течеше организирано и во најголем ред со помош на воспитувачите, секое дете лесно ја пронајде својата соба, својот кревет. Потоа, сите заедно појдоа на ручек и беа пријатно изненадени од содржината на чиниите, топла супа, вариво со месо, салата од свеж зеленчук. Пелистер, незаменливиот планински убавец, ги покани децата на прошетка да им се пофали со своите убавини. Борови шуми, вивнати кон небото, дебели сенки под нивните крошни, шишарки паднати на патеките, прекрасна панорама кон низината. Во кругот на одморалиштето, вредните раце на нашите работни луѓе создале за децата терен за мини-голф, лулашки, игралиште за фудбал и кошарка. Тука летуваат нивните деца и внучиња, нека се забавуваат да не им биде додевно. Тече ветриот летувалски ден, а такви денови има 15 во една смена. Вез ден среде зеленилото, закрепнати со вкусна храна и цврст планински сон, децата овде навистина пријатно летуваат. Пелистер ке го запаметат и пак ке го посетат, можеби веќе до година, можеби кога ке пораснат. Зашто Пелистер е незаборавен. Почнувајќи во јули, а заклучно со август, во Охрид и околината се снима новата детска серија на телевизија Скопје Деви, работена според романот Големата шума од современиот македонски писател Видоа Видичевски. Авторот на романот е и автор на сценаријата за сите 10 епизоди, колку што ќе се одржи оваа серија за најмладите. А во неа станува збор за придонесот на децата од овој крај во нашата народно-ослободителна борба, за нивниот начин на борба и пресметка со окупаторот. На чело на големата екипа се наоѓа режисерот Благоја Андреев, а како толкувачи на главните улоги се јавуваат Ацо Стефановски, Бошко Дејановски, Кире Печијаревски, Сонја Димитровска, Љубиша Трајковски, Димче Стефановски, Јоана Поповска и други. Техника на снимање магнетоскоп во боја. Во овие работни кадри, што ги улови нашата репортерска камера, присуствувавме на средбата меѓу детето Деви и илегалецот, еден од многуте интересни ликови во серијата. За оваа сцена беше потребно сончево време, па чекајќи ги сончевите зраци, камерманите, сценографот, шминкерот, гардероберот, уште еднаш проверуваат дали е се во ред. Секоја епизода ќе трае по 30 минути, а децата најверојатно ќе ја видат оваа серија во текот на идната година.
борци, се бореа храбро за слободата наша, за светлото денес, за посрекно утре. Челични борци се тоа, борци кои животот си го дадоа за нас, за мене, за тебе. Во студените ноки чекореа неуморно, се бореа и бореа. Со нив дојдовме со силата на векот што корне и влече. Дојдовме како што се доаѓа смело со печати од раните на векот. Дојдовме ние она што сме и она што мора да не биде. Ке живеат вечно во моето, во твоето срце, во срцата на сите, тие челични борци, борци повредни од се, а тие само ке чекорат, чекорат, чекорат.